Вторник, 28 октомври 2025 година, почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Зимската служба при јавното претпријатие Комуналец Кавадарци подготвена за престојната зима. Службата располага со задоволителен број на возила и механизација, како и со потребните количества на индустријска сол и ризла. Врз основа на Закон за локална самоуправа и Закон за јавните патишта, Советот на општина Кавадарци донесува програма за одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови за теконата 2025-2026 година. Со оваа програма се уредуваат работите за функционирањето на зимската служба при чистењето на локалните патишта и улици. Целта на оваа програма е да донесе активности за навремено функционирање на зимската служба во текот на 24 часа. Со оваа програма, надлежноста за одржувањето на локалните улици и патишта е доделена на јавното предпријатие Комуналец, со кое што исто има за обврска, да обезбеди 24 часовно функционирање на зимската служба, да обезбеди доволни количини на индустријска сол и ризла, исто така специјални машини, како и работна рака, се со цел да се врши навремено посипување на улиците на локалните патишта. Расчистувањето на улиците се врши по приоритетно, односно исти се поделени на улици од прва и втора категорија. Исто така да спомнам тука дека во прва категорија спаѓаат и стопански субјекти што се од заеднички интерес. Исто така би спомнал и одличната комуникација со полициска станица Кавадарци, односно со одделение за безбедност во патниот сообраќај, така да што се во постојана комуникација и при расчистување на некои потесни улици во градот, каде што имаме погрешно паркирани возила што не може да поминат машините, имаме одлична соработка на времено расчистување, се со цел да биде интервенцијата поефикасна. Во делот на граѓаните, уште да повторам, во секој случај при проблем со нерасчистена улица или локален пат, слободно да комуницираат преку кол центарот со бројот 13300, како и ние би били поефикасно за извршување на обврските. Јавното претпријатие Комуналец за престојната зима веќе има обезбедено количини на сол и ризла, со кои што се посипуваат патиштата, локалните патишта и патиштата и улиците ни за општина Кавадарци. Механизацијата е веќе спремна. Ги очекуваме снежните врнежи спремни. ЈП Комуналец располага со 4 возила, камиони за чистење и посипување со снег и со сол и со ризла. Плюс има скипови од типот на бобкет, кои што се исто така стави на располагање при поголеми снежни врнежи, така да за ова престојна зима сме спремни. Исто така имаме едно возило кое што е дадено на располагање без никаква надокнада од општествено одговорната фирма Јами, и тоа исто така го користиме во сите тие наши чистење на улици, патишта низ општина Кавадарци. Заврши изградбата на крак од улицата Ѓорги Соколов заедно со подпорна конструкција. Финансиската конструкција на проектот изнесува 2.320.000 денари, од кои 1.122.811 денари се од Министерството за транспорт, а останатите од буџетот на општината. Завршена е изградбата на крак од улицата Ѓорги Соколов, како и подпорната конструкција. Улицата е во должина од 110 метри и површена од 750 метри квадратни. Проектот се реализираше преку Министерството за транспорт за поддршка на имплементација на декада и стратегија на ромите. Финансиската конструкција изнесува 2.320.000 денари, од кои 1.122.811 денари се од Министерството за транспорт, а останатите од буџетот на општината. Изведувач на работите е фирмата АС Машини. Кожувчанка го започнува големиот еко-авантура караван. Караванот започнува од Скопје и ќе ги посети сите предучилишни установи низ целата држава.
Компанијата Кожувчанка, препознатлива по својата долгорочна посветеност на квалитетот, заедницата и општествената одговорност, го најавува почетокот на големиот екоавантура Караван, едукативен проект наменет за најмладите. Караванот ќе започне во Скопје, со посети на предучилишните установи во сите општини, а потоа ќе продолжи и низ целата држава. Преку оваа иницијатива, Кожувчанка ја демонстрира својата континуирана грижа за заедницата, вложувајќи во образованието на децата и во развојот на свеста за важни општествени и еколошки вредности. Во рамките на Караванот, децата ќе имаат можност да ја проследат и детската театарска представа Екоавантура во изведба на продукција Триангл. Представата на забавен и интерактивен начин ја пренесува пораката за зачувување на животната средина, вредноста на рециклирањето и важноста од редовната консумација на вода. Преку игра, музика и учество, најмладите ќе научат како секој поединец може да придонесе за почиста и поздрава планета. Со овој проект и преку својата вода Изворска јуниор во екоамбалажа, Кожувчанка уште еднаш го потврдува својот статус на општествено одговорна компанија која вложува во иднината, во децата, во нивното образование и во одржливиот развој. Групна бесплатна венчавка ќе се изврши во храмот Свети Великомаченик Димитрий. Истата ќе се изврши во недела 2 ноември од 12 часот, а сите заинтересирани кои сакаат да ја извршат оваа света тајна можат да се пријават директно во црквата. Почитувани верници, со благослов на нашиот митрополит Повардарски Господин Агатангел, на 2 ноември, недела во 12 часот ќе се изврши групна бесплатна венчавка во храмот посветен на Светиот Великомаченик Димитрий во нашиот град Кавадарци. Сите верни чеда на Македонската православна црква Охридска архиепископија кои сакаат да извршат оваа света тајна може да се пријават во храмовите на Светиот Великомаченик Димитрий и Света Петка во Кавадарци. Бракот е света тајна преку која две души се соединуваат во едно битие, исто како што и самиот Господ Исус Христос се соединува со црквата. За жал имаше еден период од нашата историја кога многумина од различни причини не ја кронисувале својата љубов пред Бога, но никогаш не е доцна да се исправат старите грешки. Затоа неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски Господин Агатангел, согледувајќи на сушната потреба на многуте невенчани брачни парови, благослови да се организира ова групна венчавка за оние што не го извршиле овој свет чин, за да може да го добијат благословот во слава и чест пред Бога, зашто како една душа ќе влезат во вечната љубов на нашиот Творец. Амин. Предизборен митинг на ВМРО ДПМН во Неготино беше представена и кандидатката за градоначалник Марија Нацева. Едни од поголемите проекти кои што се за огромно значење, како на општина Неготино, така и на руралните средини, представуваат реконструкција на градски плоштад, изградба на концертна сала, реконструкција на кружен тек на влезот во Неготино и изградба на кружен тек на излезот од Неготино према Кавадарци, и сето тоа финансирано од Министерство за транспорт и од јавното претпријатие за државни патишта. Останати проекти на кои што би сакала на кратко да дадам акцент е реконструкција на старата социјална зграда, место кое што ќе биде мултифункционална зграда за повеќе кратна намена. Уредување на урбана заедница, 8.1, реконструкција на спортскиот комплекс околу спортската сала Младост. Меѓутоа, не застануваме на патната и на комуналната инфраструктура во оваа реална програма на ВМРО ДПМН за општина Неготино. Максимално ќе ја искористиме извонредната местоположба која што ние како општина ја имаме во срцето на Република Македонија. Општина Неготино е место кое што има преку 300 сончеви денови, место кое што е потенцијал и привлечно за инвеститори од цела Европа и од светот. Имаме
места кои што е предвидено да се урбанизираат, односно да донесеме комунална инфраструктура, каде што тие развојни зони, односно индустријски зони, во иднина ќе бидат привлечни места за продажба на инвеститори, при што со самата продажба дополнително буџетот на општина Неготино ќе има придобивки, а со самото тоа потенцијално ќе се отвараат дополнителни инвестиции и фирми, при што ќе можеме да ги задржиме младите и ќе имаме голем број на вработувања, како од градот, така и од руралните средини. Изградба на автокампинг зона, место каде што имаме железничка индустрија, место каде што имаме патна инфраструктура, место каде што имаме поврзување на автопат со граничен премин Богородица, место каде што транзитира голем број на сообраќај и место кое што ќе биде идеално за предстој на голем број на странски државјани во Република Македонија, при тоа ќе допринесеме за изготвување на цела една приказна каде што ќе бидат вклучени и каде што ќе допринесеме за развој на винскиот и јапи екотуризам, каде што тука дополнително бенефит ќе можат да имат и малите семејни винарии. Во мојата програма и во програмата на ВМРО ДПМНЕ за Неготино се однесуваат проектите исто така и за останати категории на граѓани. Во делот на образованието продолжуваме со мерки кои што веќе ги отпочнавме. Финансиска поддршка за секое прваче. Финансиска поддршка за секое новородено дете. Продолжуваме со финансиска поддршка и за ментори и за стручни ученици кои што најмногу се истакнуваат во своите такмичења. Продолжуваме со стипендии на најдобрите студенти. Продолжуваме со реконструкција на училишта во подрачните одделенија, каде што има дотраени кровови и поставување на фотоволтаици на оние места каде што нема. Поднесени кривични пријави за загрозување на животната средина и природата со отпад во Скопје. СВР Скопје кривични пријави поднесе против ВД директорот и управителот за отпад во јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје. Денеска секторот за внатрешни работи Скопје поднесе кривична пријава против СР и АС до основното јавно обвинителство Скопје поради сомненија за сторено кривично дело за загрозување на животната средина и природата со отпад по член 230 став 1 од Кривичниот законник. Осомничените СР како ВД директор, а АС како управител за отпад во јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје заедно постапиле спротивно на Законот за управување со отпад и на својата основна дејност за редовно собирање и транспортирање на безопасен отпад на подрачјето на град Скопје, како и на обврските предвидени во оперативната програма за собирање и транспортирање на комуналниот отпад и на оперативниот план за одржување на јавната чистота во градот. Со пропуштање на целосниот надзор на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад, како и со непрописно управување со отпадот, тие овозможиле во текот на месецов да се соберат мали депонии на јавни и сообраќајни површини во близина на предвидените садови за собирање комунален отпад, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата и го довеле во опасност животот и здравието на луѓето од предизвикување заразни или други болести. Ваквите сомненија се утврдени и констатирани со вонредните инспекцијски надзори од овластените локални инспектори за животна средина, кои излегоа на терен по насоки на јавното обвинителство, како и со експертско мислење за влијанието на отпадот врз јавното здравје и можноста за ширење заразни заболувања од јавната здравствена установа Институт јавно здравје. Во дневникот информации и од спортот. Од утре стартува средбата од 11-тото коло во првата лига, последно од првиот круг. Во четврток во Битола во братската пресметка Пелистер ќе го пречека Тиквеш. Откако Вардар вчера славеше на гостувањето кај Шкендија во Тетово со 0:1,
Скопјани го превзедоа врвот на табелата со 24 бода, еден повеќе од Струга и 3 повеќе од Шкендија и Силекс. Меѓутоа, прволигашките фудбалски возбудувања продолжуваат веќе утре со средбите од вонредното 11-то коло. Утре среда, 29 октомври, Арсими ќе го пречека Работнички, кој бара излез од кризата, а Македонија Ѓорче Петров ќе го пречека тимот на Башкими, кој е есенски хит на првенството. Во четврток, Шкупи ќе го нагости тимот на Струга, која ќе бара рехабилитација по неочекуваниот пораз од Брера, а во Битола ќе се одигра братското дерби помеѓу Пелистер и Тиквеш. На двете екипи бодовите им се и повеќе од потребни, што е најава за апсолутно неизвесен надпревар, а кавадарчани се уште не знаат кој ќе ги води од клупата по оставката на Мојсов и неговиот стручен штаб. Во петок, Брера во Струмица е домакин на ранетиот лав Шкендија, а во дербито на ова коло во Скопје ќе се сретнат Вардар и Силекс. Кавадаречките млади каратисти растурија на турнирот во Скопје. Членовите на Санса и Метал Апостолов освоија 21 медал, а карате клубот Тиквеш од 6 надпреварувачи освои 13 медали. Викендот во Скопје се одржа меѓународниот карате надпревар Никола Грдановски Ник. Учествуваа 543 надпреварувачи од Македонија, Србија и Турција. Карате клубот Санса и Метал Апостолов од Кавадарци се закити со 8 златни, 5 сребрени и 8 бронзени медали, а Викторија Ѓорѓиева беше прогласена за најуспешен надпреварувач во кати. Златни медали освоија ката тимовите женски родени 2012-13 и машки родени 2014-2015. Потоа Викторија Ѓорѓиева освои 2 злата, а по 1 златен медал освоија Тамара Ристовска, Ева Трајановска, Драган Шиков и Давид Јаневски. Сребрени медали освоја ката тимовите женски 2012-13 и машки 2012-2013, како и Марија Димитриева, Јана Атанасова и Ангел Митев. Со бронзени медали мораа да се задоволат ката тимовите женски родени 2016-2017, женски кадети и јуниори и машки родени 2016-2017, како и Благица Кочова, Драган Шиков, Давид Јаневски и Ангел Митев, кој освои 2 бронзи. На турнирот во Скопје учествува и членовите на карате клубот Тиквеш, кои исто така постигнаа одлични резултати. Елена Паризова освои злато и бронза во поединечна конкуренција и бронза екипно. Драгана Николова освои сребро и бронза во поединечна конкуренција, Петар Камчев освои злато, сребро и бронза во поединечна конкуренција, Александар Јованов злато поединечно и бронза екипно, Пане Јосифовски сребро поединечно и Василий Трендафилов сребро поединечно и бронза во кати екипно. Карате клубот Тикве со само 6 надпреварувачи се врати со 13 медали. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утро посвежо, ведро и студено, преку денот сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 2 до 17 степени. Го следете Централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието, а веќе за утрешниот ден следете не повторно во редовните термини 20 и 22 и 30 часот.